Ние средношколците кои што сме собрани денес пред МОН заедно со подршкот на студентите, сме тука поради тоа што во однос на матурата која што треба да се одржи овој мај. Најавено е дека има скратен материјал, но таков увид во материјалот ние немаме добиено. Нашето главно барање е да биде скратен материјалот кој што е предвиден за полагање на државната матура со оглед на сето она што го поминавме како матуранти овие 4 години. Поминавме низ онлайн настава, поминавме низ дојави за бомби, поминавме низ штрајкови на професори кои што ги поддржавме, поминавме на штрајкови на вработените на ЈСП кои што го отежна доаѓањето на учениците во училишта. Сите овие фактори ќе влијаат дефинитивно на полагањето на државната матура на матурантите. Ние во саботната дискусија како средношколци се усогласивме дека сме најоштетена генерација и дека како генерација не сме имале едно цело непрекината учебна година. Во однос на тоа ни е кажано дека скратен материјал веќе има, увид во истиот не ни е даден до сега, очекуваме средба со министерот Шакири. Истата ни е најавена денес во 1 часот, очекуваме понатаму одговорите од истата да ги споделиме јавно. Сметам дека закасната реакција имаше од дел средношколски организации, поточно Сојузот на средношколци, каде што минатата недела се решаваше прашање за превозот бесплатен на ЈСП на учениците во приватните училишта, не се обрна никакво внимание на актуелниот проблем кој што ги опфаќа сите средношколци, а тоа е државната матура. Во тоа време ние одржавме една дискусија. На дискусијата присуствуваа голем број на средношколци од целата држава, од голем број училишта од државата и на истите се согласивме дека барање на скратување на материјалот е решение кое што е ефективно за сите, а ургираме дека треба побрзо да биде донесено. Најголемите предизвици со кои се соочува образованието во нашата регија? Најголемите предизвици со кои што се соочуваме како учесници во образовниот систем, морам да истакнам дека е квалитетот на наставата и секако она што го споменав како фактори кои што влијаат на нашето образование и секако полагањето на државната матура. Најмногу би ги издвоила онлайн наставата во текот на корона кризата, што траеше година и пол, колку што се сеќавам. Понатаму штрајковите повремени кои што беа последниве 4 години, кои што секако значеа губење на настава или отежнато доаѓање до училишта. И секако дојавите за бомби кои што оваа година впрочем беа најактуелни и значеа евакуација секојдневна на учениците, стрес, губење на часови, дупки во знаењето и секако безбедносен ризик за средношколците. Кои се другите иницијативи освен протестите што ги превземате за овие проблематики? Како организација од ОДАС постоиме веќе 4 години, се залагаме за проширување на знаењата на средношколците. Најпрво започнавме и се уште континуирано работиме со средношколци на работилници, на обуки, на разни настани кои што се во насока на продлабочување и зголемување на знаењата на средношколците. Почнуваме од тој чекор, а понатаму секако се движиме и по иницијативи за средношколците и за студентите. Учествувавме на студентските протести за зголемување на студентскиот стандард, тогаш обрнавме внимание и на средношколскиот стандард, а секако сме биле поканети на јавни расправи во Собранието на Република Македонија, каде што било дискутирано за измени и дополнување на законот за средно образование, за средношколскиот стандард, за младите. Сме биле поканети на многу други настани во организација на големи организации кои што вербата и надежта ги полагале во младите и во нашата организација. Кои се пречките, кои се вашите, кажете ми, предлози за решавање на овие проблеми во образованието? Така, мора да се почне од основата, мора да се почне од младите,
Значи подобрување на образованието значи подобрување и на работниот кадар, значи и подобра држава. Тоа што може да се направи е да се обрне внимание на квалитетот на наставата, на квалитетот на кадарот кој што ја спроведува истата и на иницијативите кои што се во насока на подобрување на средношколскиот стандард. Ние бевме организатори на првиот национален средношколски самит во државата, прв од овој тип на овие простори, каде што средношколци, повеќе од 100 средношколци од најразлични градови од државата и од најразлични училишта предлагаат своји иницијативи, своји мерки за подобрување на средношколскиот стандард. Беа предложени на 3 теми, беа предложени околу 60 на резолуција. Истите беа доставени до МОН, до Собранието на Република Македонија и слични институции, па нели повторно имавме една дискусија во Собранието и на таа тема. Така што резолуцијата, односно декларацијата на средношколците во Македонија, која што ја донесовме во октомври минатата година, продолжуваме да ги спроведуваме иницијативите, продолжуваме да ги реализираме резолуциите и сме во очекување на следниот национален средношколски самит. Така, дали имате поддршка од невладини или други организации? Апсолутно, има голем број на организации и на институции кои што вербата и надежта ги полагаат во нас и како млади луѓе, и како средношколци, и како студенти, и како организација ОДАС. Можам да ги издвојам студентските собранија, можам да особено универзитетското студентско собрание при УКИМ, можам да ги издвојам студентите како група на граѓани и средношколците како група на граѓани. Секако тука со нас и како помош во реализација на настаните и идеите се голем број на организации кои што би сакала во овој момент да ги поздравам и да им се заблагодарам и на нив за поддршката и на сите средношколци, студенти и родители кои што веруваат во нас.